Добро вечер, вие гледате анализа. Добро вечер и за моите гости. Благоје Бочварски, пратеник СДСМ. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам што сте тука. Сачко Јанчев, Левица. Добро вечер, благодарам за поканата. Благодарам. И Малиша Станковиќ, ВМРО-ДПМН. Благодарам, Социјалистичка партија, не ВМРО-ДПМН, во коалиција со Во коалиција. Сите во коалиција се ВМРО-ДПМН. Или не? Добро, можеби ќе имате различни ставови од ВМРО-ДПМН. Би било добро да имате различни ставови. Имате? Така, па имаме за одредени теми. Ајде сега ќе видиме. Сега ќе видиме, првото прашање е за вас. Околу Кочани, првата тема се разбира Кочани, се друго е неважно во оваа држава, откако се случи трагедијата. Потресни беа сведоштвата кои ги видовме очи во очи. Пратениците беа со семејствата, со родителите. Ќе цитирам едно сведоштво, излагање на Верица Трифунова, мајка на починатата Моника Спасова. Таа ги апострофираше клучните прашања. Кој дал наредба за акциска контрола во Пулс? Зошто полицијата од 12 часот седела пред дискотеката Пулс, иако тоа не е дискотека, нели? Но не го спречила концертот на ДНК. А многу добро знаеле во кои услови работат. Добро, видите, за оваа тема Пулс навистина е многу тешко да се зборува. На крајот од денот и ние сме луѓе и се исправивме пред еден предизвик, навистина да не знаеме ние што да им кажеме на тие луѓе. Не можеме едноставно да се ставиме на нивното место, да влеземе во нивната кожа. Мора да знаете што да кажете, заради тоа што власта во моментот кога се случи трагедијата во Кочани, на власт бевте вие. Така е, ние бевме на власт и ги преземавме во тој момент сите мерки кои што беа пропишани согласно со законите, за да вистинските сторители и сторителите на, односно одговорните за тој немил настан бидат изнесени пред лицето на правдата. Веќе гледаме дека имаме судски спор кој што се води, кој што е активен во моментот. Гледаме дека обвинителството па и судот реагира на изнесување на дополнителни искажувања во однос на самиот судски спор и на самите сведоштва поврзани со Пулс, за да не му се наштети на самиот процес, бидејќи и ние на крајот на денот сакаме да дојдеме до правдата. Битно е граѓаните да знаат дека ние не сакаме да заштитиме никого. Напротив, сакаме секој сторител да одговара за стореното дело. И кон тоа стоиме и се надевам дека ќе се смогнат сили пред се судската власт, а и јавното обвинителство да го дотера случајот до крај. А ние стоиме тука да им дадеме поддршка на тие луѓе кои што за жал ги изгубија најмилите, со тоа и самата држава изгуби. Се согласувате ли со морална одговорност да приземат политичарите кои се на власт? Се разбира дека се согласувам со морална одговорност онаму каде што ја има. Меѓутоа сметам дека во овој момент најзначајното и најбитното за нас како држава и за нас како општество е сторителите да одговараат, односно сите оние кои што се виновни да одговараат. Да видиме кои се виновни и виновниците да одговараат. Моралната одговорност е сосема поинаква од судскиот процес. Се сложувам со вас дека моралната одговорност е сосема поинаква, меѓутоа треба да видим и каде постои таа морална одговорност. Дали е некој морално одговорен доколку ги преземе сите мерки, а е од позиција на власт за да ги изнесе вистинските сторители на власт. Тоа е прашањето. И сега таквата дилема околу моралната и реалната кривична одговорност постојано ќе постои што и да се случи. Така да сметам дека во овој момент навистина се обидуваме и преземаме се за да дојдеме до правдата, нешто што го сакаат и сите оние кои што останаа без своите најблиски, без своите деца, но и ние како општество и како држава. Добро, ајде да не види овој интервју од Шварцки до мене. И потоа ви Јанчев. Па добро, најпред уште еднаш благодарам за поканата. Во однос на прашањето, навистина е тешка тема и не само денеска или во изминативе месеци, таа тема ќе биде тешка за дискусија и во наредните месеци и години во државата. Сметам дека и секогаш кога зборувам на темата, навистина внимавам, одбирам зборови, бидејќи се работи за тема која што повторно ќе кажам провејува во јавноста како една од најтешките трагедии која што се има случено од независноста на Македонија до денеска.
Ние апсолутно токму поради тоа внимаваме како политичка партија да не навлеземе во насока на судскиот процес или да бидеме обвинители или судии во парламентот или како опозиција. Апсолутно тоа го докажавме и во јавноста, но секако апелираме и до јавноста дека како политичка партија будно ќе ја следиме целата ова состојба, ќе учествуваме на сите расправи, дали ќе бидат тие во собранието со цел да политички делуваме и действуваме во насока на откривање, расчистување на се она кое што можеме како политичари да го дадеме, но клучниот и главниот збор секако ќе биде во тој судски процес кој што е надвор од политиката и треба и мора да биде надвор од политиката, но уште еднаш апелирам дека треба да се внимава на секој оној кој што се огрешил пред законот и некоја процедура не спазил или дали бил тој ден на некаква позиција, функција или во минатото или кога и да е, сепак треба да тоа судскиот процес го артикулира во таа постапка и правдата да излезе на виделина. Добро. Семејствата, родителите беа прилично лути, револтирани заради тоа што имаше побарано пауза во собранието од 1 час. Како рекоа тие, за 1 час ние направивме цел сајт за да можеме да организираме помош и така натаму. За 1 час се прават чуда. Зошто барате вие 1 час? Од што ќе се одмарате? Да, Јанчев. Тоа беше продолжение на саботажа на одржување на анкетна комисија и на отварање на прашањето Кочани во собранието. И таква саботажа има уште од кога се случи оваа трагедија, затоа што ова е трагедија, ова не е несреќен случај. Да, ова е катастрофа. Затоа што не ни се случи како изолиран инцидент. Претходно ни се случија Ласкарци, Дурмотур, поплавите во Стајковци, модуларна болница, значи изгинаа луѓе во Македонија во неколку трагедии колку што не гинат ни во војна. И во секој од тие случаи тоа беа трагедии кои што може да се превенираат. Потврли системот во сите ситуации. Со име и презиме. Така, тоа да. Системот многу апстрактно секогаш звучи. Да, секој пат потврла носители на извршни функции кои што не се завршиле работата, не преземале действија што морале да преземат. И затоа ние настрадавме имаме толков број настрадани во држава од неколку трагедии и ние пробавме да отвориме темава. Темава мораше да се отвори во собрание многу порано. Штета што тоа се саботираше. Ние имавме обиди уште на 3 април. Нашиот координатор Крмов поднесе иницијатива, ние дадовме 5 подписи, 15 подписи се потребни од претеници за надзор на расправа. До ден денес само нашите 6 подписи се на таа иницијатива. Друг начин да се покрене надзорна расправа е преку матично собраниско тело. Председателот Апасиев тоа проба да го направи преку постојаната анкетна комисија. И тоа, за тоа требаше да гласа мнозинството таму. Мнозинство се таму, ВМРО ДПМН не гласаа за тоа. Имаше уште еден обид кој што беше поништен од председателот Гаши, па сега Апасиев и Гаши имат судски спор поради тоа. И сега конечно дојдовме до постојана анкетна расправа, која што мораше да се деси, затоа беше онаа пауза, се проба да се саботира, да се повикаат родителите кај колешката во кабинет, да отидат, они ја одбија, затоа што чекаат од кога се случи ова да бидат сослушани во собрание. Ова мораше да се случи. Оти видовме на самата комисија, родителите кажаа дека има разлика во постапувањето од извршната власт во врска со некои претходни случаи. Тогаш имало еднократна финансиска помош, имало координирано, организирана психолошка помош за фамилиите. Сега тоа го немало, а им било ветено дека тој случај ќе се разгледа. Интересно е тоа што народниот правобранител каже дека има притисоци.
кога работи по ова прашање и одговорница во собрание на постојаната анкетна комисија побара да не му се прават притисоци. Така да ова требаше порано да се случи, не требаше да се чека на левица, требаше ова власта да го направи многу порано, да се сослушаат тие луѓе во собрание, затоа што они се и најзасегнати, кај нив гори најмногу и таа комуникација на институциите со овие луѓе кои што го имаат проблемот, мораше да имаат и од нив ќе добиеме и најдобри информации, кај има и пропусти, и не знам зошто тоа не се случи до сега. Така, жално е што се саботираше и што имаше обид да се саботира и оваа постојана анкетна комисија со различни изговори. Не знам, се дава изговори дека тоа го барал државниот јавен обвинител Коцевски, ако тоа не се однесуваше на постојаната анкетна комисија, туку на посебната, која што ја праваа 20 пратеници со потписи, таму е скроз друга процедура. Значи, они се повикаа на Лјупчо Коцевски за после 3 часа од анкетната комисија да почнат процедура за негово разрешување. Така да ова беше жално и малку морбидно, овие луѓе требаше порано да се сослушат. Жал ми е што дојде до сега, првично жал ми е што ова и мораше да се деси, но тоа е. Добро, ајде околу... Иако да додадам, и родителите сами си кажаа, кој и да е власт, ние ова ќе го баравме. Они јавно си кажа, ние немаме ништо против власт, конкретно лично, нашите деца никој не може да ги врати. Очигледно е дека имаме системски пропусти, не сакаме понатаму други да страдаат и ова треба да се искористи ова за да се решат тие прашања. Затоа од овие прашања не треба да се бега, затоа што ова веќе не е случајност. Ние имаме 4-5 сериозно големи трагедии и опасно е да се живее во Македонија, затоа што најголема опасност е нефункционален систем, како што гледаме до сега. Корумпиран систем. Да. Добро, мајка на жртва во пожарот се пожали дека ниту владата, ниту премиерот по 1 месец од изборите не дале одговор на барањето на Сдруженијето 16 март за институционална еднократна помош. Малиша Станковиќ, ве молам. Прво јас би сакал да дадам одговор на неколку прашања кои што претходно беа наметнати. Прва работа, ние како власт не бегаме од ниту едно прашање. И тоа го докажавме со самото тоа што и ние бевме иницијатори на покренување на иницијатива во собранието. Ние сметавме во почетокот дека можеби тоа ќе ги изложи овие луѓе кои што се најдиректно засегнати во дополнителни стресови. И од таа морална гледна точка... Но тие сакаа да се обратат во оној момент, пред се на пратениците, а потоа и на јавноста. Затоа сакав и да ви кажам, во оној момент, кога свативме и кога разбравме дека тие навистина самите сака да се обратат, ние постојано сме транспарентни и велиме, сето она што мислите дека треба да го направиме, ние сме отворени да го направиме. И затоа и ние ја подпишавме самите иницијативи, не само за овој случај, и за сите претходни случаи да се отворат и да се разгледаат во собранието. Во ниту еден момент никој од власта не избегал од одговорност, никој од власта не избегал од соочување или од поставување и отварање на одредени прашања. Вие знаете дека и на самиот почеток и министерот за внатрешни работи имаше средба, се сеќавате со родителите. И ние постојано сме во контакт не само со родителите, не само со одредена група на родители, со сите засегнати во однос на овој немил настан. И ние даваме отворена поддршка на сите институции до крај да дојде реално до правдата. Што се однесува до барањето кое го поставивте директно прашањето, нели сметате дека е малце, како да ви кажам, во овој момент да зборуваме ние сега за пари? Јас себе, например, не знам за какви пари се работи тука. За колку пари? Нели е морбидно во оваа ситуација, во овој момент, кога ни е најбитно на сите правдата да излезе на виделина, кога ни е најбитно на сите да се санкционираат сите на кој било начин инволвирани, ние сега ли да зборуваме за пари? И затоа и премиерот одби да даде одговор на ова прашање. Поти навистина е морбидно. Еве, кој би се осудил сега да зборува за тоа? Хајде еве да ги слушнеме колегите од левица, бидејќи они цело време сметаат дека нешто се саботира во собранието. Па еве не саботиравме, сите дојдовме. Сите бевме присутни таму.
Бевме ли присутни сите? Нека реплицира прво Левица, се разбере Јанчев, па потоа и Бочварски ќе се вклучите. На 3 април поднесуваме иницијатива со 5 подписи за надзорно. Никој од ВМРО да помене, нема подпишано. На 4 јуни АПСИЕФ побара преку постојаната анкетна комисија, затоа што, како што знаете, по деловник со 1/3 мнозинство од работни тела и така се покренува надзорна расправа. Тоа не беше изгласано. Има судски спор за вратена одлука помеѓу АПСИЕФ и Гаши за неодржување на надзорна расправа. Јас не знам ако ова не е саботажа, што е саботажа? Што беше проблемот да седнеме Кажете колеги, кажете разговараме? колега што се прави на надзорна расправа, кажете и на јавност. Немојте да ја замојувате јавност. Добро, кажете, Јанчев. Што се прави на надзорна расправа? Што е проблемот Вие ли сте со судија? надзорна? Вие ли во надзорна расправа ќе повикувате сведоци, ќе ги испрашувате вие? Ајде дале, не, трнете вие. Лично вие во моментот трнете дали вие надзорна расправа можете вие да повикате кој било родител и вие да го испрашувате. Вие како Сашко Јанчев, многу добро знаете зашто ве прашувам конкретно. Ставете се во таа ситуација. Добро, а зошто тоаш беше обидот за саботажа на анкетната комисија, ова последнава што се деси постојаното од вашата колешка? Каков обид на саботажа? Нашата колешка најнормално излезе и побара 1 час пауза за да им ги за да кон тие луѓе кои што беа присутни им ги даде сите докази за кои што она зборуваше, доколку самите сака да ги видат. Паузата не беше 1 час, беше 30 минути. После 30 минути, ако се сеќавате, бидејќи господинот Апасиев одби од колешката пауза, па координаторот присутен побара пауза. 30 минути беше паузата по која што се продолжи. Тоа ли е за вас саботажа? Еве вие бидејќи бевте присутни тамо, што кажавте вие на таа расправа која што ја побаравте? Вие како Сашко Јанчев, што кажавте? Што требаше да кажете? А тоа ве прашувам, значи вие свикувате анкетна комисија на кој што ништо не кажувате, тоа доволно изборува на јавноста. Свикавте нешто на кое што една реченица не изустивте. Претходниот колега првиот момент кога зборуваше, па тој послушајте го што зборуваше, он не знаеше што да каже, ни вашата колешка не знаеше што да каже. Знаете зошто? Зошто вашата цел беше единствено да соберете политички поен. Кога видовте дека сите дојдоа во салата, бидејќи ние реално сакаме да дојдеме до правдата, сите, целиот врв државен би беше присутен тамо. Од председател на влада, председател на собрание, председател на држава, вие веќе не знаевте, ви пропаднаа тезите. Ама тоа ли треба политички тезите да ги тераме? Дозволете му да одговори, потоа оди Бочварски. Не знам за какви политички тези правите муваве. Анкетната беше поднесена, беше свикана не од Сашко Јанчев, беше свикана по барање на Сдруженијето 16 март 2025. Представката беше поднесена на 15 јули. Истата беше навремено беше архивирана и пратена до пратениците согласно интерните процедури на собраниските служби. Од председател на анкетната комисија доста е неписмен одговор согласно закон за постапување по представки и предлози. Законот предвидува кога доаѓа таква представка 15 дена за одговор. Навремено им е одговорено и во меѓувреме беа поднесени сите они иницијативи по барање на родителите. Не беа се одржали таа расправа? Која што изтеравте по процедура, се одржа. Надзорна расправа чекате, да одговори до крај. Откако се беше претходно со обиди за саботажа. Зашто? Што требало ние да донесеме, да решиме и да кажеме на таа постојана анкетна комисија? Па, меѓу другото, една од надлежностите на постојаната анкетна комисија е да дава предлози за одредени законски решенија и носење на законски прописи за одредени проблеми кои што ги загрзуваат човековите права загарантирани со Уставот. Едно од барањата во оваа представка е токму тоа. Нека се вклучи, ве молам, и Бочварски. Ако може. Ве молам, да. Навистина, еве и на почетокот на дискусијата, тоа кое што произлегуваше или произлезе од првата дискусија на сите овде гости беше дека да не се политизира ова прашање. И тоа што ми пречи на мене е дека веќе во втората дискусија или во втората реченица од дискусијата веќе имаме политичка, на некој начин во воздухот провејува политичка дебата, кавга на прашање на тема на која што не смее да има политичка кавга и политичка дискусија.
Тоа го видовме и вчера. На таа иницијатива, на таа комисија која што беше свикана, дека веднаш во тие 2-3 дискусии кои што се случија таму, навистина недозволиво и срамно да се влезе со препукување, со кој да ја водел комисијата, зошто да не ја водел комисијата, и понатаму со политички етикети пред луѓето кои што дошле откочени да бидат овде и да влезат во законодавниот дом, да слушнат една дискусија, дебата за нивното или за нашето најзначајно прашање во моментот пред целата македонска јавност. И сега, само бидејќи се отвори прашањето, како СДСМ поднесовме една таква иницијатива, беше тој политички инает, мислам дека е недозволив во вакво време. Беше одбиена, тогаш се подпишеа и колегите од левица на таа иницијатива, беше одбиена од страна на владеачкото мнозинство, па се поднесе паралелна иста, ама да се вклучиле сите несреќите. Ние рековме нема проблем за сите нека се вклучат. Меѓутоа зошто во исто време кога се поднесе таа од опозицијата, веднаш да се стопира и да се вратиме повторно во политичката матрица со инаетот, сега ние нова ќе поднесеме, за сега се што ќе добиеме од тоа? Ние не бегаме ни од таа дискусија и дебата. Меѓутоа сметам дека не требаше на таков начин власта да го одбие прашањето. И понатаму ќе застанам бидејќи не сакам да влезам во политички формулации, калкулации или било што ќе да кажам повеќе од тоа што сметам дека е потребно за една ваква трагедија, во едно вакво време, да зборувам овде бидејќи сметам дека не заслужуваат граѓаните, посебно тие луѓе и родители вчера кои што беа присутни во собранието. Да сте искрен колега, ќе бевте во право да не нападневте. Вие прво зборувате целосно одите матрица дека не сакате политиканство и после напаѓате. Тоа го правеше и колегата. Никаков напад. Како не нападнавте? Вие сега обвинивте власта заради тоа што било поднесена иницијатива од 2/3 од присутни членови кои што на вас ви пречело, зошто не поминала вашата? Ние рековме и двете ќе ги поддржиме. Прашањето е зошто вие двете не ги поддржавте. Па заради тоа што како може за една иста тема да имаме два пати. Ние застанавме, гласавме или загласавме. Колега, два пати ли да имаме расправа за една иста тема? Вие сте свесни дека тоа не може. Ние кога поднесовме иницијативата, веднаш беше поднесена од ВМРО ДПМН дека таа нема да биде прифатена, ќе се прифати или не е така, прво беше техникалија, меѓутоа мислам дека не беше не е техникалија, вие напаѓате, а сакате од другата страна некој да ви премолчи и да не се брани. Апсолутно, мислам дека никого не нападнав, и сум крајно внимателен во насока на ова многу значајно прашање. Убаво е, точно ја поддржавте иницијативата се отворат сите случаи, она што ние постојано го велевме и она што ние ќе го направиме. За разлика од вас, кога бевте во нашата ситуација, вие не покренавте ништо. Тоа е разликата. Сега, ние сме во ситуација, можеме покренаме за све. И за тоа што претходно било и за ова што е сега. Не бегаме од одговорност. Може ли да завршите со темата и со дебатата заради тоа што нема никаков ефект? Никаква поента нема, вие сакавте ваква комисија, вие сакавте онаква. Јанчев, не се согласувате ли дека анкетните комисии во оваа држава и за сите тројца е тоа прашањето? Да констатирате дека немаат никаков ефект, никогаш немале, дека ништо не се добива од тие анкетни комисии. Што сме добиле низ овие децении од анкетните комисии? Ништо не сме добиле и затоа добиваме еден куп жртви од системски пропусти. И се надевам дека овој пат нема да биде така, затоа што на постојанова анкетна комисија на крај ќе треба да се донесат некакви заклучоци, меѓу другото и некој предлог законски решенија кои што ќе треба да се менуваат. И тие ќе бидат, како што се затвори седницата, председателот на комисијата каже дека тоа ќе биде направено со сите имаат право, сите членови имаат право и сите гости имаат право да кажат каде детектирале системски проблеми и да понудат законски решенија. Добро. И се надевам дека овој пат нема да заврши без ништо, како до сега. Ако заврши без ништо, ќе завршиме со некоја нова трагедија, не дај Боже. Затоа што веќе ни станува правило. Да, а не се тоа инциденти. Прашањето е дали од воопшто зошто инсистирате на анкетни комисии? Дали како општество ќе извлечеме поука преку ваквите анкетни комисии и практично барем на таа седница, на таа дискусија ќе бидеме единствени по прашањата кои што треба да не обединат,
кој закон треба да се промени, каде била грешката, што треба да се превземе, што собранието треба да превземе, дали тоа ќе го направи власт и опозицијата заедно. Добро, дајте ги решенијата. Може ли да почнете еве сега од вас, Бочварски и сите, да кажете некакви решенија за што се залагате на таа анкетна комисија? Значи, апсолутно се она кое што ќе биде предложено пред се и увидено од институциите, можеби од пратениците, можеби од оние правни тимови кои што работат на оваа проблематика и е позитивно по законските процедури, нешто што е применливо во државата, апсолутно треба да го прифатиме. Што е ургентно според вас? Има многу закони кои што треба да се разгледаат. И тие закони треба апсолутно владата, како носител и на министерствата, на тие законски процедури, акти, на сите оние луѓе по сектори кои што работат во институциите, да ги прочешлаат законите, дали некаде нешто во некои рокови, тајминзи на издавање на такви дозволи, што и да е прашање, треба секако да се вклучи и администрацијата која што работи на тоа. Пратениците сметам дека ќе најдат заеднички јазик во насока на промена на тие процедури, никој нема да има против. Впрочем, и стигнаа неколку такви законски решенија веднаш после трагедијата. Апсолутно се што беше во насока на подобрување на одредени законски процедури е донесено, но кога станува збор за политичкиот контекст, конотација, препукувањата, сметам дека тоа е нешто кое што мора да се промени уште од денеска па и во иднина. Добро. Може вие, Станковиќ, на крај Јанчев со решенија некакви. Ви благодарам. Значи, прва работа, јас не можам да се сложам дека надзорните анкетните комисии не прават ништо. Ние имавме една надзорна комисија, ако се сеќавате, за онкологија, која што и текако вроди со резултат, значи излегоа на виделина сите оние противзаконски дејанија кои што се вршени таму, па како епилог на тоа дојдоа и соодветни судски спорови, кои што и ден денеска гледаме дека се актуелни сега во овој момент. Значи, собранието има улога и може да покрене одредени действија и да ги насочи институциите онаму каде што смета дека не преземале действија да преземат. Што се однесува до другата работа, јас можам да се сложам дека треба да се изврши корекција можеби во законите. Јас би одел во конотација на тоа дека треба да ја усложниме казнената политика во оној дел во кој што се во конкретниот случај, но воопшто секаде да биде по-строга казнената политика. Понатаму мораме да ги зајакнеме и капацитетите на самите институции, да ја зголемиме собраниската улога во контрола на работењето на тие институции. Ова се како првични некои мерки и благодарам што колегата еве се одлажи и кажа дека веднаш после настанот ние навистина излеговме со неколку законски решенија за подобрување на состојбата, кои што веднаш ги увидовме дека и беа поддржани од опозицијата, точно е, беа поддржани од опозицијата и сметам дека и во иднина сега веќе се прават нови законски решенија кои што ќе бидат предложени пред пратениците. Кои законски решенија се во прашање? Па веќе работиме на законските решенија кои што се однесуваат на ефикасноста на работењето на судот и на јавното обвинителство. На тоа мислите? Секако дека ако тие две институции ако функционираат, ќе ни функционира целиот законодавно правен систем во државата. Тие две на крајот завршува кај тие две институции. Ако имате вие ефикасно јавно обвинителство, вие може да направите каков сакате закон. Ако некој не го применува тој закон, ништо нема да направи. Околу превенирање ме интересира, имате ли некакви решенија, заради тоа што одите на крајот на трагедии, резултатот е со трагедии, одите со обвинителство и судство. Во превенција ме интересира, кои се решенијата. На контролната улога која што ќе имаат одредени институции, ја тука пред се зборувам, дека ќе доаѓаме од собранието. Заради тоа што нема инспекцијски служби, знаете и сами дека. Знаеме, за јакнување на капацитетите на тие инспекцијски служби, кои што дел од нив на вистина со многу слаб капацитет на действување, но и за јакнување на собраниската улога на контрола на институциите. Видите, собранието тоа може да го прави, а до сега за жал не го прави. Се надевам дека во таа конотација ќе подобриме работата пред се, бидејќи ние доаѓаме од таа институција и можеме да зборуваме најадекватно за таа институција. Сакате Бочварски да додадете? Едно од прашањата во насока на подобрување на институционалната стабилност или капацитетност на државата, во апаратот се инспекцијските служби. Во секој ресор, да речем, во секоја институција има одреден инспекторат, па и до локалната самоуправа, во општините каде што значи едно од прашањата каде што
треба да се превземат мерки е драстично зголемување на платите, веројатно, да биде интересна и атрактивна таа позиција. Значи, да има некаква мотивација. Јас сум бил градоначалник. Јас во вработување. општината вие не можете да најдете во многу општини. За среќа тогаш сум имал инспекцијски служби, но во повеќе од 50% од општините нема инспектори кои што работат на терен на пример како градежни инспектори или комунални инспектори. Тоа е нефункционална држава. И тие викаат, јас барам на оглас, не се јавува никој. Па бараат во меѓуопштинска соработка со друга општина. Значи, еден од проблемите и прашањата во државата е тоа. Второто прашање на кое што сакам да дискутирам е тоа дека оваа влада веднаш по доаѓањето на власт направи една промена во системот каде што се формира нови министерства и во самата измена на тој закон се гласеше дека треба сите други закони да се усогласат со тој закон, односно сите институции да се стават во функција, во полна пареа или со сите променети закони во наредните 6 месеци. И помина, еве, речи си 2 години, година и пол, се уште не се усогласени или повремено повторно ни доаѓаат закони во собрание каде што се уште се усогласуваат законите. Тоа е еден проблем и доцнењето. Наброј еден закон. Тоа е една од работите е доцнењето. Втората работа... Ќе се вклучите, нека заврши, па Јанчев. Пред 2 недели имавме закон кој што пристигна во собранието, кој што вели се усогласуваме по законот за Зороду. И што добивме од тоа? Имавме дискусија дека во последните, односно во првите 6 месеци од промената на тој закон на Зороду, мора да се усогласат законите. Помина години и пол се уште не е технички, тоа е суштинска работа. И второто прашање е дали инспекторатите кои што беа под посебна капа на инспекцијскиот совет во државата, дали е најдоброто решение да се вратат во министерствата. Тоа е, јас мислам дека отворена дилема и дискусија која што треба да се отвори. На времето 2012-13 се извадени од министерствата, согласно некои процедури европски, дека тие треба да контролираат и други институции, но и самите министерства да ги контролираат во работите. А денеска повторно владата прави чекор назад и ги враќа. Дали е тоа подобро, ќе покаже времето, дали е како концепт подобра законска процедура. Добро, може и Јанчев и одиме веднаш со реклами. Интересна беше тезата на колегата дека овие такви комисии некогаш врдуваат со успех, ама во овој случај не требало така брзо. Инаку конкретно со овој случај покажа дека инспекцијските служби тотално потврлија. Дирекцијата за заштита и спасување целосно има потврлено. Државниот пазарен инспекторат целосно има потврлено. Министерството за економија потврлува со издавање на оние дозволи за работа. Тоа дозвола за работа изгледа само на бакни рака се дава. Треба да го видат тој што го бара, што ја бара дозволата и да му ја дадат. Сите видовме за каква дискотека станува збор и како се давале, колку години работел тој век, 9 години, 12 години, како се давале дозволи за работа. Тука има голем проблем. МВР имаше потврлување, имаат законски обврски за да следат дали има малолетници, дали има бучава, дали има пиротехника. Има многу потврлувања кои што конкретно, ова се сите конкретни потврлувања кои што конкретно треба да се разгледаат и за сите нив да имаме нови решенија. Ова не функционира воопшто. За сите потврлувања, сите инволвирани ќе одговараат, тоа е разликата. Ние не можеме никој па да направиме систем каде што ќе биде безгрешен. Поентата е кога некој ќе сгреши да одговара. И колега, за сите овие јас се слагам. Се што кажавте до сега. Разликата е сега што за сето тоа ќе се одговара. Тоа е разликата, колега, и ние треба да направиме систем на одговорност. Дајте да направиме систем на одговорност. Кога ќе има одговорност во оваа држава, ќе функционираат и законите во оваа држава, нема да доаѓаме или барем ќе спречиме да немаме волку многу немили настани во државата. Но ова не е немил настан, ова е трагедија. Не трагедија од невидени размери за целото општество, за целата држава. Да. Одиме со реклами. Останете со нас. Се враќаме во анализа и говориме за мигрантската криза. Мигрантска криза не постои. Сите се согласувате, предпоставувам.
или не? Ајде ќе го цитирам Венко Филипче, Бочварски. Тој најавува протести ако не се усвои резолуција против мигрантите по онлайн. Петицијата следува резолуција за да се потврди дека Македонија нема да прими мигранти. И сега моето прашање е прво до вас, после до сите тројца. Зошто се плашите од мигранти, од што стравувате точно? Па добро, еве ова е уште едно прашање на кое што декларативно велиме и власта и опозицијата дека нема да се дозволи или дека не е добро да се дозволи да имаме еден таков наплив на мигранти и како сериозна опозициона политичка партија, бидејќи сметаме дека она кое што излезе во јавноста во сериозни британски медиуми е нешто кое што го вклучува алармот овде во Македонија. И сметаме дека треба да биде отворено како прашање пред се од опозицијата да дискутираме пред јавноста, најпред неве со петиција, па потоа со резолуција, за да преку таа резолуција ја отвориме во собранието, да дискутираме за неа и да ја изгласаме. И да циментирате став дека не прифаќате мигранти. Ако сме сите декларативно, како што велиме, дека нема да дозволиме да се случи таква мигрантска состојба или криза во државата, дека не сме подготвени, дајте тоа да го артикулираме во собранието. И тоа е темата, тоа е демократска алатка на опозицијата, по која што посегнува уште од првиот ден и сметаме дека треба да се продолжи во таа насока, преку дебата, преку дискусија, да ги искористиме сите аргументи кои што ни стојат на располагање и алатки до собранието пред се, но ако е потребно и со граѓаните на улица, за да не дозволиме тоа да се случи. Сметаме дека алармот е вклучен токму преку таквите надписи кои што секојдневно излегуваат во сериозни медиуми во Британија. Ама не ми одговоривте на прашањето. Од што стравувате? Зошто се плашите од мигрантите? Апсолутно сметаме дека во овој момент е недозволиво да во државата која што има сериозни прашања, предизвици и проблеми и која што во дел, денеска дискутиравме на дебатата за буџетот, не може да ги надмини да ги реши, да ни дојдат мигранти или одредени лица кои што ние не знаеме зошто доаѓаат, не знаеме, например, зошто Британија не ги прифаќа таму, зошто ги праќа овде, ако имаме таква состојба во иднина. И како што се најавува дека тие можеби ќе бидат одредени работници, но некои други можеби нема да бидат работници, можеби ќе бидат опасни по околината и по општеството. Токму поради тоа, овие прашања се сериозни на кои што мора да се дискутира. Добро. Сметам дека секој граѓанин е заинтересиран и засегнат со ова прашање. Добро. Се согласувате ли дека треба да се стравува? Прво, тоа е моето прашање. Зошто стравувате од мигранти? Јас не можам да стравувам од измислена работа. Вие имате сега најповикан да даде одговор на тоа дали ќе има мигранти во оваа држава или не е премиерот. И премиерот одговараше на новинарски прашања и многу јасно кажа три работи. Прво, не е барано од нас да примиме мигранти. Втората работа, доколку се побара веднаш ќе одбиеме. И третата работа, додека е тој премиер, во нашава држава ќе нема мигранти. И сега, нема да имаме мигрантски шатори, Венко Филипч искача денеска и вика, значи ќе правите станови за мигрантите. Па ние не можеме да се разбереме со опозицијата. Ако опозицијата нема друга работа и сака сега да го тормози народот, сака да си прави да им биде интересно, да имаат надградени бомби 2.0 и со такви тези да им се додворат повторно на граѓаните. Добро, бомбите 2.0 се за коруптивни Не, они пробуваат да најдат тема за да се вратат од шокот кој што го доживеа на локалните избори. Значи, се уште се во шок и бараат тема како да се вратат назад. И сега ние да влегуваме во резолуции на непостоечки работи или другиот дел од опозицијата, па предложи денес како видовте декларации, да влегуваме во таа приказка кога имаме многу сериозни прашања државни да решаваме, навистина е смешно. Велите дека британските медиуми лажат. Пишуваат лажни вести, фейк нюз. Не се работи за пишување на лажни вести или фейк нюз. Значи има еден човек во државата кој што е повикан да даде одговор и тој човек даде одговор. Оној кој што е доволно паметен и политички коректен, тоа му е доволно. Сето друго е фоскули за кои што ние сега можеме да зборуваме. Не, јас прашувам за британските медиуми. Па прво на британските медиуми нема да им биде прв пат, ако ме прашувате мене, а втората работа, јас сметам дека е малку извадена целата работа од контекст. Дека британските медиуми повеќе сакаат да си најдат
оправдување каде би се префрлиле евентуално таквите мигранти. Вие видовте дека и официјалната изјава на амбасадата не беше во таа конотација. Два пати излегува, два пати се изјава дека такво нешто нема, него дека работиме за спречување на илегалната миграција во Македонија. Тоа што денес и фон дер Лајне во ЕУ го зборуваше, ако приметите. Да, британскиот амбасадор демантираше, говорејќи дека станува збор за соработка. Во Чвртски сакате да додадете нешто добро? Сметам дека не е во моментот време сега да се дискутира што СДСМ правел како политичка партија и дали ова е прашање на кое што СДСМ се... Значи, ВМРО ДПМН или еве владеачката гарнитура сега наместо да одговара на прашањата, наместо да каже добро, еве во ред, бидејќи имате стравување како опозиција, ние ќе седнеме, ќе подпишеме таа резолуција или декларација или што мислите дека треба заедно да помогнат во пишувањето, да бидеме сите и граѓаните пред се мирни во однос на ова прашање. Вие имате одговор, СДСМ тоа е нивно прашање кое што сметаат дека треба да се вратат. Нема, значи сметам дека е пресериозно прашањето. Ова или ние го контролираме Guardian преку СДСМ. Повеќе од премиерот, кој сакате да ви даде одговор? Сега на мене ќе ми верувате ли, пошто не му верувате очигледно на премиерот? Ќе поддржите ли декларацијата или ќе поднесете ваша нова, како што правите со анкетната комисија? Знаете дека во минатото имаше една колешка пратени која што кажа дајте да подпишеме декларација дека нема да градиме нуклеарни централи во Македонија. Пошто ние ве решивме нуклеарни централи да градиме. Па не вие сега во вашите приказки, ако ние влеземе да ве следиме во вашите приказки. Само знам дека ВМРО ДПМН од 2016 од ништо правеше театар во јавноста на иста или слична тема, а денеска кога сериозни медиуми пишуваат за едно вакво прашање, сега избегнуваат да дискутираат. Затоа велам, дајте да ја подпишеме. Спремни сте да изгласате таа декларација или не? Тоа е ама на што да изгласаме декларација? Добро, вели дека за непостоечка тема, криза не би сакал да гласа за декларација. Ајде Јанче. Прашањето ви беше дали има мигрантска криза. Дали се зошто стравувате? Мигрантска криза во Македонија има од 2016 и собранието редовно гласа поготово за јужната граница, кризно подрачје. Има постојан проток на мигранти низ Македонија, а во таму 2016-2015 тоа беше од библиски размери. И по однос на сегашната ситуација, мене како опозиционен пратеник попис на работа ми е да не му верувам на премиерот и да проверувам. И тука имам две основи кои што ми отвараат така проблематични прашања. Првата основа е што имаме странски медиуми кои ова го зборуваат. А втората работа е што тие кажуваат дека тоа ќе бидат лица кои што се одбиени од постапка за азил. И јас имам работено како правник за азил околу 5 години и ова е проблематично од аспект на Британија повеќе, затоа што како настануваат овие бегалски бранови? Овие бегалски бранови се последица на активностите на империјалните сили во други држави, поготово држави богати со ресурси, каде што одат наводно да им носат демократија. И кога ќе се настапи таму со војна, тие држави се растураат, тие луѓе ја напуштаат нивната земја, бараат да се спасат и бегаат во побогатите земји кои во игра на случајов се баш земјите ко Велика Британија. И ова е многу, ако ова е вистина, ова е многу лицемерно, ова е хипокризија. Инаку, од искуство што сум работел со баратели на азил, можам да ви кажам дека од огромен број на луѓе, само во 2016 мислам дека поминаа околу пола милион луѓе низ Македонија, тие луѓе не сакаат да останат во Македонија. Тоа сите се согласуваат, како што гледам. Ние сме една од главната артерија, они не сакаат да останат. Тука остануваат, тука и влегува во постапка само во очајна ситуација и за овие лица да бидат префрлени од Британија во Македонија треба да се направат посебни услови, што ми отвора друг
друга законска дилема, затоа што тоа да се направи, тоа не може да се направи по закон за меѓународна заштита и субсидијарна заштита, затоа што таму има услови кои што треба да бидат исполнети за некој да ја добие таа заштита во Македонија, да има прогон од државата чии што државјани не е врзоста националност, раса, припадност на Прогон одредена... во смисол политички азил? Да, политички азил или да има закана по неговиот живот од недискриминирачко насилство во ситуација на меѓународни конфликти или војни во државата а друга ситуација во која што лица страни државјани може да добиваат престој во Македонија е по закон за странци. Ама тоа оди со квоти, тие луѓе мора да дадат документ дека имаат најдено смештај, дека имаат работа, претходно државата мора да има, владата треба да донесе квота колку луѓе ни требаат во која индустрија, тоа е на цела процедура. И ако вакво нешто е договорено, зашто останува да видиме, без да бидат исполнети овие услови за кои говорите. Овој договор е направен пред да се сменат законите. Ние таква ситуација имавме со Бехтел и Енка. Прво се направи договор, а потоа се менуваат закони. А тоа е класичен случај на злоупотреба на службена должност. Тоа е објективното битие на кривично дело. И ако ова е договорено и треба отпосле да се менуваат закони, тие што ова го договориле, ако е вистина, ќе си имаат работа со кривичен прогон, тоа сигурно. Значи, одиме цело време на тезата ако, освен тезата ако и предпоставки, ворете кога јасно бирам зборот. Ве поддржувам. Втора работа кажавте и дека ви благодарам за тоа дека еден куп закони реално треба да се сменат, бидејќи тоа спречуваат овие тези на Социјалдемократскиот сојуз да се реализираат, значи далеку од тоа. И на крајот од денот, бидејќи верувате на вестник од империалистичка сила, тогаш ве молам, верувајте му и на амбасадорот кој што доаѓа од каде што е тој вестник на империалистичката сила, како што вие предмалку кажавте. Вестниците во сериозните демократски земји, Guardian беше цитиран. Така ги нарече дека се тој империалистичка сила. Јас само цитирам тоа што нарече. Ако се империалистичка сила. Прочитав еден статус на Ноам Чомски. Америка за надворешниот свет знае да биде страшна, но... Верувајте му тогаш и на амбасадорот, веќе го сте трнале. Но обштеството внатре е доволно отворено. Така, добро. Докторката Маја Киријас прочитав еден статус на Фејсбук, вели, одговарајќи му на еден од членовите на СДСМ, Васко Кичевски, ако мигрантот се сели за подобар живот, тогаш разликата меѓу нашите иселени, вашите деца и другите доселени е само во насока на движење. Нашите иселени деца индивидуи се луѓе кои ја напуштаат Македонија, одат во друга земја за работа, образование или подобри услови. Доселените се луѓе кои доаѓаат во Македонија со иста цел да најдат подобар живот, работа или безбедност. Мотивот е изначи, само адресата е различна. Значи, и нашите деца се иселуваат онака како што стравувате мигрантите дека би се вселиле во Македонија. Ова кое што сега се заговара или го слушаме од разни страни, од британски медиуми, е многу различно со таа постапка и апсолутно ние не знаеме ни каков профил на луѓе се тие кои што би дошле овде, кои што за нив таму нема место во таа држава. И тие доколку би ги пратиле овде, тогаш овде ние не знаеме со каков тип на луѓе би имале работа. Не се работи, бидејќи еве сега дискутираше и колегата. Не се работи за закон за странци кој што дозволува да одредена работна сила која што ја нема овде во Македонија да се побара и да овде дојде да врши одредена дејност. Бидејќи ги гледаме случаевите во одредени индустрии во Македонија. Ова се работи за друг случај кој што апсолутно мора да бидеме будни и сметам дека едно од прашањата за кое што треба да изградиме единство, дали е тоа доаѓа како прашање од опозицијата или од власта, да бидеме единствени и преку декларации, преку дискусии, преку документи, преку потпишување на такви акти, да знаеме дека сите стоиме зад таков став. Еден заеднички став. Јанчев, ме интересира, може ли неофицијално да бидат примени овие, вие како експерт,
забаратели на азил, дали може да никој да не дознае дека всушност дошле мигранти во државава, да им бидат давани државјанства без оние услови кои ги наведовте и воопшто да никој да не знае дека, освен власта се разбира, дека дошле. Тоа не може да се Не може ли да се случи без некој да направи кривично дело. Се што прави секој јавен функционер од извршна власт и од било каква власт мора да е во согласност со некоја законска норма. Законска норма во моментов кој што возможува незнаено, скришно внесување на мигранти во Македонија невозможно е да се случи. Не е нелегално. Не знам, возможно може и да е, али е нелегално и тоа би било, не знам како тоа би било скриено. Да, тоа е моето прашање. Да, инаку оваа тема мене дежаву. Јас се сеќавам во минатото ВМРО зборува за населување на мигранти, дури во Гевгелија не се сеќавам која година беше локална власт на ВМРО да помане за бегалските кампови. Проба да организира локален референдум против населување мигранти во Гевгелија. Така стварно не знам што се случува, ќе видиме. Значи можеме да заклучиме од дискусијата дека колегата од левица се слага дека е невозможно да имаме нелегални мигранти во нашата држава. Тоа е невозможно согласно со прописите кои што постојат и морам повторно да потенцирам дека нашата држава ќе направи се за да ги чува безбедно границите. Тоа го најави и премиерот и тука работиме со нашите европски партнери, ако сакате и пошироко тоа преку партнерството со НАТО. Во овој момент се одржува меѓународна конференција за глобалната алијанса за борба против шверцот со мигранти во Европската унија, на која што учествува и министерот за внатрешни работи. Така да можеме да бидеме безбедни, граѓаните можат да спијат мирно, а СДСМ ако нема друга работа, нека продолжи да се однесува како што се однесува до сега, ќе го истрпеме и тоа. Добро, ме интересира, не треба ли да се биде солидарен, емпатичен, што се однесува до несреќата на очајот на овие луѓе кои бараат подобар живот, макар во Македонија, иако тешко може да најдат добар живот, достоинствен живот тука. Еве, јас ќе се обидам повторно. Значи, ако станува збор за луѓе кои што и се потребни на оваа држава, еве по закон за странци, велиме во угостителство одредени компании бараат по процедура, по закон ги носат. Или на времето имаше поголем одлив на доктори од Македонија, вие прашавте нашите луѓе. Нема никаков страф во Германија ако некој доктор од Македонија отишол да работи во Германија. За нивната држава тој не е ризик. Но ако се случува да имаме надписи дека секакви ликови од типот и на опасни личности, и на вакви, и на онакви, за кои што нема место државата таму ги санкционирала и не ги прима во системот, да немаат каде да ги пратат на Балканот во 3 балкански држави кои не се членки на Европска унија, тоа за нас е аларм кој што власта, колку и да ноншалантно мисли дека така треба да дискутира, ние сметаме дека на тоа прашање треба отворено да се разговара и да се биде внимателен при пристапот. Мислам дека ќе излезе ВМРО ДПМН и таа коалиција од матрицата на одбивање на се што доаѓа од опозицијата, па макар било и нешто позитивно за државата, па еве ќе предложиме ние друга комисија, не вашата, ако е иста, не ја прифаќаме, ќе гласаме против, ќе гласаме за друга која што е од нас поднесена. Тоа така размислуваат во ВМРО ДПМН и во таа коалиција. Добро, комисиите и оние анкетните го абсолвиравме тоа. Дали за оваа оваа резолуција сметаме, еве уште еднаш ќе го прашам колегата, дека треба да се изјаснат позитивно, бидејќи еве велат нема да има стрвување, да не стрвуваат граѓаните, дали ќе се произнесат како парламентарно мнозинство позитивно по таа резолуција, која што би била поднесена од СДСМ. Толку е прашањето. Кажа дека за непостоечка криза не се согласуваат да подпишат резолуција, веќе го кажа тоа, но ајде измислени работи да почнеме да правиме пак СДСМ ќе бе крив. Ама не зошто крив СДСМ, СДСМ не е крив нас, ние па не така настави. Граѓаните многу јасно кажа на кого му веруваат и на кого му даваат доверба, меѓутоа не можеме ние сега да влеземе во филмот на СДСМ за некоја работа која што дефинитивно измислена добро и колегата од левица кој што дополнителни аргументи ви даде за таа работа.
Темата ви е пропаднат уште пред да ви почне, сега ние да влеземе во другата во замислениот круг во кој што не внесувате, сега резолуција заеднички да правиме. Не мислат така граѓаните, Ви верувате. се молам. Добро, имаме уште многу малку Бидете време. сериозни сега. Имаме уште многу малку време. Околу буџетот, како последна тема, можете вие, Бочварски, со вашите забелешки, Јанчев и на крај Станковиќ, ве молам, забелешките околу буџетот. Благодарам на прашањето, ќе се Да. обидам кратко, меѓутоа темата е навистина Не, но опширна. сублимирајте во неколку реченици. Темата е навистина опширна. Ако Да. вие во оваа година имате до сега, до 10 декември, собрано 310 милиарди денари, а за наредната година предвидувате дека 370 милиарди ќе соберете или некаде дополнителни 50 милиарди, 60 милиарди денари повеќе од оваа година, зборувам на приходна страна, тоа значи дека правите буџет на искривени темели. Значи го поставувате проблемот со лажни бројки и понатаму тие лажни бројки се прелеваат во лажна расходна страна. И кажувате ќе правиме едно, друго, трето, и кога ќе дојде мај или јуни месец, кога ќе нема да има реализација и нема да може да има реализација на тие прашања, ќе дојде ребалансот во собрание. Дополнително капитални инвестиции од оваа година, која што е сега активна, 25-та, до наредната се намалени, а оваа година реализацијата на капиталните инвестиции е некаде 50% до денеска. Може би некој процент ќе се покачи, но сепак тоа е ниско ниво. Се случуваат состојби во кои што не може или се доцни со исплата на ДДВ, се доцни со исплата на одредени давачки кон на социјални грижи, социјална помош за граѓани, кои што алармираат до нас, до партијата, и сметаме дека навистина ВМРО-ДПМН и денеска има една буџетска дупка од 1 милиарда евра, наредната година предпоставувам ќе се продлабочи и не сакам да поверувам дека тие кредити кои што се барат и тие финансиски средства се токму за покривање на таквите буџетски дупки кои што се јавуваат во Може, буџет. Станковиќ, да одговорите и Јанчев на крај. Благодарам многу. Партија која што ни остави долг од 2,2 милиарди кои што сега треба да го вратиме бидејќи они се задолжиле сега нас да ни попува за буџет е срамот. Хипокризија. Од овие средства кои што ќе треба да ги издвоиме, 2,2 милиарди евра се долгови благодарение на вашите задолжувања. И сега вие ни кажувате имало дупка од 1 милиарда. Па 2,2 милиарди се ваши задолжувања кои што ние треба да ги платиме. 116 од државата, 116 Не, граѓаните. Граѓаните, Ве молам. така е, во право сте. 116,8 милиарди денари обезбедуваме за пензии. Здравство 53,8 милиарди, социјала 12 милиарди, Во проценти може земјоделие тоа 7 милиарди. да ги слушнеме процентите, зашто овие милиарди ништо не значат. Сакав да кажам дека сите овие пари кои што ги инвестираме, не ги трошиме, ние не ги фрламе на улица. Пензии, плати, здравство, образование, земјоделие, социјала, како намалени пари? Социјала и за жал 2,2 милиарди долгови на владата на СДС. Добро, 40 милиарди капитални инвестиции. Јанчев, ве молам, не, Јанчев нека заврши, ве молам, на крај сме. Јас не сум економист, но конкретно ќе ви кажам што најмногу ми смета во буџетот. Имаме прв пат 5% од буџетот за НАТО. Тоа се 325 милиони евра, од кои 100 милиона само за оружје. Членка на НАТО сме. Членка на НАТО сме, но многу поразвиени земји од нас не плаќаат 5% од буџетот. Само 1/3 од овие пари ние да ги тргнеме на страна, ние за 2 години ќе имаме нов клинички центар. И другиот проблем ми е што не ми беа освоени амандманите за вршење на студија за заштита на Кожув и на Огражден, кој што се под константен напад од рударско лоби и луѓе кои што сакаат да прават мали хидроцентрали и да ги уништат планините. Тоа е таму сериозна катастрофа што се спрема. Трет пат ги поднесувам амандманите, трет пат ми ги одбиваат со паушални објаснувања. И затоа овој буџет не ми е баш покрој. Добро. Благодарам што бевте гости. Благодариме на поканата во секое време. Благодарам. Благодарам што ме гледавте. Пријатно.